Илјадници луѓе вчера маршираа во главниот град на Ерменија Ереван за поддршка на вооружената група која ја презеде контролата врз една полициска станица во градот. Демонстрациите се одржуваат во неколку наврати откако групата упадна во полициска станица на 17 јули, при што уби еден полицаец. Вооружените напаѓачи бараат ослободување на лидерот на опозицијското движење Основачко собрание Жираир Сефилијан, кој беше уапсен минатиот месец, како и оставка од преседателот Серж Саркасијан. На 26 јули изби вооружена престрелка меѓу вооружената група и безбедносните сили. Двајца од напаѓачите се повредени и сега се во болница. Додека останатите зедоа тројца медицински работници како заложници и се уште се во полициската станица. Еден полицаец беше ранет во престрелката. Украинскиот преседател Петро Порошенко учествуваше на одбележувањето на 1028 годишнината од прифаќањето на христијанството во Киевска Рус, претходничка на современите Русија, Украина и Белорусија во Киев. Настанот беше во организација на Киевската патријаршија на православната црква и на него присуствуваа околу 3000 луѓе. Претходниот ден пак околу 9000 луѓе присуствуваа на церемонија што по истиот повод ја организираше Московската патријаршија на истата локација, Владимирскиот парк во Киев. Украинските националисти се противеа на тој настан, зашто на него гледаат како на обид за поттикнување немири и за јакнување на руското влијание. Абрага келиңизчи, сенин кандай кінәң бар? Сен не үчүн чыгарып жибердиң? Стотици казахстански нафтени работници одржаат во часовен штрајк во градот Жанаозен на западот на земјата како резултат на плановите за скратување на работното време, што ќе резултира со намалување на платите. Компанијата Бургилау соопшти дека е неопходно да се преземат мерки поради падот на цените на нафтата на светските берзи. Штрајкот беше прекинат откако директорот на компанијата, локалните функционери и представници на синдикатите дојдоа до преговори со штрајкувачите. Во 2011 година полицијата отвори оган кон нафтените работници кои штрајкуваа во истиот град, при што беа убиени најмалку 16 штрајкувачи. Во 2011 година полицијата отвори оган кон нафтените работници кои штрајкуваа во истиот град, при што беа убиени најмалку 16 штрајкувачи. Во главниот град на Авганистан, Кабул, беше одбележана 9 годишнината од смртта на поранешниот афганистански крал Мохамед Захир Шах, кој владееше со земјата од 1933 до 1973 година. На настанот присуствува и афганистанскиот преседател Ашраф Гани, извршниот шеф Абдула Абдула, како и поранешниот преседател Хамид Карзај. Кралот Захир беше соборен со државен удар во 1973 година и живееше во екзил до соборувањето на талибанците во 2002. Со новиот устав на Афганистан од 2004 година монархијата е и формално